Това нещо не производи. Не е така. Цяла яда има по-голям стел. И деца на работни идеи във връзка с прехранените продукти. Който казва, че научното образование прехранва Националното научно образование има възможност на учениците да се работят в погони за производство на лед, пипер и пети албом, кондиторска индустрия при производството на шекер, при производството на вино, философски бяло, лобостовски организации, пекара, вандакара, възплати на прехранвени производи. А оние кои сака да го продължат своето образование, образование прачи и основната поема на културата да го продължи своето образование на високо ниво. Научни учени са имате представители на прехранване и сила, която физически факултет Таму имате само слики кои што се има изработено од учениците и има слики од образовното рандеву кое се одржува на државно ниво во Скопје, во Кичево најизменично. Значи имаме освоено награди од изработките како прикажен штамп, најдобар штамп, значи од изработките на учениците овде во прехранбената структура. Ако имате, повелете да пробате од тоа што е направено, можете да се ставите сок или вода, секој од вас, и ако имате прашање, можете да прашате што понатаму со прехранбен техничар. Ако ви интересира, значи можете слободно да прашате. Министерството нуди 3.500 стипендија имаме. Ете, Ѓорги е тука како представник, може да каже дека секој месец имат по 3.500. Инаку е одличен кандидат за одличен ученик. Значи, моментално многу добар, со некој год го фаде за одличен, јас верувам дека ќе стане одличен. Јас како класна на таа паралелка, значи ви зборувам дека добро е, добра струка и можете слободно да се запишете на струката. Независно дали одлични, значи јас во прва година имам и одлични ученици запишано на прехранбено. Немој да мислите дека е стручни и дека не може да јас одличен ученик ќе одам во гимназиска или во некоја друга школа или ќе одам во Скопје, а нема да сам тука. Значи, јас мислам дека независно дали ќе сте гимназиска или прехранбена или било која струка, подобро е да се останете во местото на живење, бар 4 години додека средно земете и вашиот изборот за која струка ќе се одлучите. Само да ви кажам дека многу погрешно мислење има за прехранбената, дека ќе бидат келнери, дека ќе бидат кувари, готвачи, не. Тоа е од моја страна, јас као професор, технолог, ви зборувам за воизина колку перспектива имате со струка. Инаку имаме ние второ место освоено, значи со штамп на образовното рандеву во Скопје се одржуваше, значи тоа е на државно ниво, не на општинско, него на републичко ниво. Повелете, пробајте, земете си, ставете си слободно од сокот, од водата, не се срамувате. Ајде.